една многу тешка година за сите нас. Година на многу искушенија и огромни предизвици. Се случи COVID-19, пандемија од COVID-19, од кој што не можевме и ние и нашата земја, па и нашиот град и нашата установа да бидеме изоставени. Меѓутоа, сакам да кажам преку статистика, статистички бројки, како нашата установа се бореше против оваа многу лоша болест. Болест на денешницата. На 16 октомври оваа година формиравме ковид оделение во нашата установа, кое што прво започна со капацитет од 14 болнички легла, да како се зголемуваа бројките, моравме да ги зголемиме и максималниот капацитет сместен на 4 и на 5 кат изнесуваше 60 болнички кревети. Во овие 2,5 месеци во нашето ковид оделение се имаат лекувано 292 пациенти, од кои што се 260 оздравени, а во болнички денови изразено изнесува вкупно 1125 болнички денови. Тоа кажува за сериозноста која што сме имале во истекувањето на овие 2,5 месеци. Меѓутоа, не би сакал да кажам дека тоа сега веднаш ќе престане, него продолжуваме и понатаму. Во инфективната амбуланта, во која што работеа максимално 4 доктори, исто толку и медицински сестри, во овие 2,5 месеци се остварени над 4000 прегледи, а и морам да напоменам дека нашата установа е прва установа во нашата држава која што почна да употребува брзи ковид тестови и ќе ви кажам дека бројката на тестирани до денес изнесува над 1500. Тоа значи еден огромен бенефит затоа што брзо ги детектираме позитивните пациенти со тој вид на тестирање, со тоа правиме изолација, меѓутоа и отпочнуваме рано лекување за да покасно не се јават компликации кај овие исти пациенти. За жал имаме и 32 починати и затоа ја користам оваа прилика да изразам длабоко сочувство до семејствата на сите оние што изгубија свој близок од оваа болест. Нашата институција изгуби исто така еден вработен, прекрасен човек, одличен соработник, многу хуман човек. На моја иницијатива беше усвоен предлогот од страна на управниот одбор на нашата институција, а нормално и во согласност со семејството, да нашиот гаражен центар го носи неговото име и од денес па натаму ќе се вика Ѓорѓи Манчев, со тоа ќе се запамети, ќе се продолжи неговиот лик и дело, меѓутоа ќе се запамети за сето оно што се случувало денес, за идните генерации никогаш да не заборават. Ова беа бројките како статистика, меѓутоа верувајте, за нас ова не се само бројки, за нас здравствените работници, ова се човечки судбини. Затоа од оваа временска дистанца сакам да нагласам дека сме биле во право кога сме донеле одлука да формираме ковид оделение во нашата болница. Оти да не забораваме, во нашата болница никогаш сме немале досега инфективно оделение, ниту пак сме имале и сега имаме централен довод на гасови. Затоа се организацијски многу добро и брзо се трансформиравме и обезбедивме 2 ката за да можеме да ги лекуваме овие наши пациенти, затоа што во моментите кога во државата сите капацитети беа исполнети, едноставно ние моравме да овозможиме капацитет за да ги лечиме нашите граѓани овде од Тиквешијата. Тоа го знаете дека нашата болница е регионална и за 4 општини. Кога викам човечки страдања, човечка пожртвуваност, исто така мислам, една хуманост и професионалност од страна на здравствените работници, кои што неуморно работеа сите во овие 2,5 месеци и ќе продолжат и понатаму да работат, за да им обезбедат подобар престој, нега и адекватно професионално лекување на овие пациенти. Ние едноставно се бориме и понатаму ќе се бориме за секој човечки живот,
Затоа сум им неизмерно благодарен на сите тие што учествуваа во лекувањето на ковид пациентите. Во нашата установа се 130 на број и истите тие, како што знаете, се наградени од страна на државата со еднократен износ од 31.000 денари. Истовремено, за сите оние скептици кои што беа во пролетта кога одлучивме да формираме вакво ковид оделение, покажавме и докажавме дека може да функционира ова ковид оделение независно од останатите оделенија и амбуланти. Сите останати оделенија и амбуланти работеа најнормално. Им се заблагодарувам и на сите тие медицински сестри, на сите тие колеги кои што работеа и не дозволија да процесот на здравствена заштита заврши во нашата здравствена установа. Понатаму сакам да изразам благодарност и до бизнис заедницата, која што многу ни помогна во овие тешки моменти со огромни донации, за да можеме да се справиме адекватно со болеста. Благодарност и до локалната самоуправа, посебно благодарност до градоначалникот на општина Кавадарци, кој што на секојдневна основна помагаше и помага за се она што ни требаше и што ни беше неопходно во болницата. Благодарност и до вас медиумите, затоа што отворено, честно, транспарентно известувавте и точно за се она што се случува, што случуваше во изминатиот период. Сакам за крај да изразам огромна благодарност и до граѓаните кои што покажа едно многу високо ниво на совесност. Сакам од моје лично име и од име на вработените во нашата установа да им го честитам доаѓањето на новата година, да им ги честитам божичните празници, меѓутоа да им кажам дека не треба да доаѓа до опуштање, затоа што сега бројките се намалени, да бидат и понатаму на висината на задачата и овие празници кои што следат да ги поминат согласно начелата и препораките кои што се дадени од Министерството за здравство. Затоа што од нас зависи само како ќе се одвива текот на болеста понатаму. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.